Една од најголемите инвестиции за македонското семејство е купување покрај ново живеалиште и нов автомобил. Како стојат работите на македонскиот пазар? Како да се дојде до нов автомобил? Ке разговараме со господинот Маријан Манчев, кој е извршен директор на Шпаркасе лизинг и воедно и председател на Асоциацијата на лизинг компании во Македонија. Добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. На македонскиот пазар има голема дисфрапанца во информациите околу продадени возила. Од една страна Царинската управа тврди дека се продадени над 13.000 моторни возила, нови моторни возила, но реалноста вели дека тие се негде околу 7.000. Зашто се јавуваат овие големи дисфрапанци во информациите околу продажбата на возилата? Па, видите, и ние ги следиме информациите од Царинската управа и во моментов може да се каже дека се тие единствен официјален статистички извор на увезени и царинети согласно тоа нови возила. Но нашите анализи кои ги правиме во рамки на компанијата и контактите со главните импортери на возила, на нови возила во Македонија, кои не се секојдневни, ни укажуваат сличен заклучок на ова вие што го кажавте, дека де факто бројката на ново продадени возила, значи продадени нови возила во Македонија е далеку пониска од таа прикажана во статистиката на Царинската управа. За 2024 таа бројка е негде 13.300 ново продадени возила. Сега половните би ги оставил на страна. Додека нашите анализи и информациите што ги добиваме од странските пазари, кои што ги покриваат и македонскиот пазар, говори за некоја цифра од околу 7.400-7.450 возила. Тука зборуваме и патнички и комерцијални, што е во линија и на истражувањата и контактите кои ги имаме ние со локалните дилери. Во овој момент не би можел да ви кажам точната причина зашто е оваа дискрепанца, иако истата се повторува и во претходните години, но најверојатно она што ние во некои неофицијални разговори го добиваме како информација, во статистиката за ново продадени возила се вклучени и други категории кои не ги представуваат патничките возила од типот на мотоцикли, АТВ и така натаму, кои што даваат дисторзија на оваа бројка на продадени патнички возила. Значи, вие следите будно ситуацијата, но мора да направам една паралела околу цените на автомобилите. Вашите американски колеги имаат прецизни податоци и велат дека во 2018 година просечната цена на еден автомобил кој е продаден со финансирање била $39.000, минатата година е $57.000. Како се однесуваат растот на цените врз продажбата и вашите пласмани? Во однос на оваа статистика, доколку зборуваме за Македонија, за жал повторно немаме детална статистика за пораст на цените, но во рамки на Европска унија растот на цените е сличен на овој што го кажавте и во Соединетите американски држави. Во Европска унија растот на цените во последните години е негде 41%. Нели во Европска унија имате повеќе земји, меѓутоа генерално на ниво на унијата е 41%, што значи дека тоа е негде скоро двојно од растот на комбинираната инфлација за истиот период. Што значи дека на луѓето не само во Македонија, туку и во Европската унија им доаѓа се потешко да стигнат до ново возило. Во Македонија, значи, ние како компанија и како лизинг индустрија можам да кажам дека и покри порастот на цените имаме пораст на волуменот и во дел на финансиран износ, но и како број на продадени единици. Во голем дел тоа се должи на развојот на нашата индустрија на пазарот, поголемата свесност на луѓето, како и нудењето од страна на индустријата, па тука ќе кажам каде што предничи нашата компанија, на се поголем број на услуги кон клиентите кои им ги прават подостапни возила. Дали имате некоја статистика од тие новопродадени автомобили во Македонија, колку се купени во потполн износ и колку од нив се финансирани? Дали е тоа лизинг или кредит? Така е. Имаме определени статистики во однос на финансирањето по пат на лизинг. Тој процент се движи помеѓу 35 и 37%.
Откупниот волумен на Откупниот возилата. волумен на, збориме сега на новопродаени возила, Да. околу 35 до 37%. Останатиот дел е покриен во најголем дел со некој вид на кредити. Значи, во најголем дел се тука потрошувачки кредити кај населението и револвинг кредити во најголем дел кај компаниите. Слична е структурата и во останатите земји во регионот Југоисточна Европа. Имаме контакти во рамки на нашата групација и таму доста голем дел од пазарот е покриен со потрошувачки кредити или кредити на компании. Додека во рамки на Европската унија, па што имам некоја информација, таму е околу 90, блиску до 90% е финансирањето во однос на купувањето во готово, да кажеме. Меѓу популацијата има мислење дека купувањето на возило, односно набавката на возило преку лизинг е извонредно скапо. Па мислам дека малку е можеби застарено тоа мислење. Доаѓа од некој период, можеби таму пред 20 на години, кога се финансирало во швајцарски франк, волатилност на курсеви и така натаму. Нашето искуство, работењето во последниве години, десетина години, еве ние мината година и 15 години прославивме, ни покажува континуиран раст на продажбата. Со каматните стапки сме многу конкурентни на банките, ги таргетираме клиенти кои што се добро способни за плаќање, кои што гледаат и што плаќаат и што добиваат. Така да, од моето лично искуство и од искуството на нашата компанија можам да кажам дека условите за финансирање се на ниво на банките, а ако се земе и квалитативниот фактор што добива клиентот како експертиза од страна на лизинг компанијата, дури и поповолно е финансирањето по пат на лизинг. По пат на лизинг може да се добија два вида финансирање. Тоа е изнајмување на возилото, односно лизинг и оперативен лизинг. Дали постои разлика во цените на тие две услуги и што е разликата меѓу нив? Видете, генерално малку ќе ве поправам, значи збориме за финансиски лизинг и за оперативен лизинг, нели? Да. Изнајмувањето е оперативниот лизинг. Генерално најзастапен продукт во лизинг индустријата и во Македонија и генерално е финансискиот лизинг. Значи тоа е начин на купување, односно на финансирање, каде што лизинг компанијата го купува во име на корисникот возилото, а по истек на периодот го префрла, собственоста ја префрла кон корисникот. И тука се завршува целата приказна во однос компаниите во тој дел на финансирање возилото може да го книжат како основно средство, го амортизираат, го прикажуваат во нивниот биланс на состојба, така да тоа е, значи, многу слично како и поседувањето на возилото, ако збориме од финансиски, односно сметководствен аспект. Во делот пак на оперативниот лизинг представува, најпластично кажано, класичен закуп на возила, каде што компанијата нуди определени други услуги во однос на тоа возило, каде што покрај финансирањето ние тука вклучуваме дополнителни услуги од типот на сервисирање, одржување на гуми на возилото, осигурување и целосна грижа door to door за тоа возило. Во принцип, зголемена е побарувачката во последните години за оперативниот лизинг. Се поголем број на компании гледаат дека возилото, посебно комерцијално, доколку е лесно комерцијално, треба да го третираат како средство за работа, а не нешто кон кое што се врзуваат, како што е тоа со физичките лица. Така да, овој дел, значи, збориме оперативниот лизинг, па и тука делот со вклучено одржување, што е, да кажеме, full fleet management од наша страна, зема се поголемо учество во финансирањето. Вие сте, како компанија, било која лизинг компанија, дуре возилото во собственост, вие сте собственици на возилото. Што се случува, еве, законот вели дека доколку се направи некој прекршок, потежок прекршок од страна на возачот, одговорност носи и собственикот на возилото, односно компанијата, а вие сте собственици, но и управителот и починителот на тоа. Специфично за нашата индустрија е што ние функционираме врз основа на закон за лизинг. Во законот за лизинг точно се наведени правата и одговорностите на собственикот и на корисникот, нашиот клиент. Така да, иако во праксата има одредени забуни кај Министерството за внатрешни работи, посебно при контрола и така натаму, каде што во казната се додава и собственикот, и корисникот, и возачот на возилото и така натаму, сепак
Со законот за лизинг тоа е јасно дефинирано и генерално или во таа прва фаза може да се среди целата работа или доколку се појави судска постапка, веќе тука се идентификува лизингот како посебна категорија, односно посебна компанија која што дава само услуги на финансирање и чии прави и одговорности се дефинирани врз основа на законот. Така да во тој дел е добро дефинирано. Значи вие сте покриени. Да, затоа што не само покриени, затоа што и реално во таа ситуација се и рентакар компаниите, не? Па во слична, некои од тие имаат рентален договор, ние имаме договор за лизинг, меѓутоа законите се добро структурирани на начин на кој што може да се утврди точната одговорност на лицето. Господине Манчев, едно потрошачко прашање. Кој е најевтиниот лизинг, односно најевтината рата во Македонија за патничко моторно возило? Тоа ќе ги занима нашите гледачи. Па, тоа како да ме прашате, кој е најевтино возило во Македонија, а сите брендови се различни. Генерално, предноста на лизингот е тоа што е многу флексибилен. Многу флексибилен, а од друга страна едноставен производ. Значи, ние можеме да прилагодиме ратата согласно вашите потреби. Еве, имам потреба на 7 години да купам автомобил, колку ќе ме чини месечната рата, доколку купам автомобил, еве да кажеме, до 25.000 евра? Па може би да ве чини од 199 евра месечната рата за таков вид на возило, во зависност, повторно ќе кажам, од колку сте спремни во даден момент да дадете учество, дали сте спремни да платите и на крајот за тоа возило, така да, повторно ќе кажам, буквално можеме ратите да ги структурираме на начин што му одговараат на клиентот. Јас ви благодарам на одвоеното време и сега ќе продолжиме со еден интересен податок кој ни доаѓа од Соединетите Американски држави. Имено еден дилер на Volkswagen од Колорадо понуди голема количина на ID4 возила со месечна рата пониска од $60, што не е доволно да кажеме да се плати кабелската претплата.